Младите во Македонија веруваат во Европската Унија, но се повеќе губат трпение со процесот што со години трае без јасен крај. Националната анализа гласот на младите за Европската Унија во медиумите покажува силна поддршка за европската идеја, но и сериозна дистанца меѓу младите и реалниот евроинтегративен процес. Вистина е дека речиси 96% од младите ја гледаат Европската Унија позитивно како иднина, перспектива, единство и демократија. За нив Унијата не е апстрактна политика, туку символ за подобар живот, функционални институции и фер правила. Проблемот не е во вредностите, проблемот е во чекањето. Кога ќе се симне еуфоријата, станува реалноста. Само 61,4% знаат дека државата е кандидат од 2005 година, а речиси 40% ја губат временската рамка на процес што трае подолго од нивното полнолетство. Третина од младите не знаат ни колку земји членки има Европската Унија, а речиси половина не знаат дека Европската комисија ги следи реформите. Не затоа што младите не се заинтересирани, туку затоа што никој не им објаснува јасно. Вистина е дека дури 69,5% од младите велат дека се недоволно информирани, а 65% ретко или воопшто не го следат процесот. Европските интеграции за нив се сложени, бирократски и далечни. Наместо јасен пат, добиваат чувство дека стојат во чекалница без табла со информации. Младите се информираат преку социјални мрежи, портали и телевизија, брзо, визуелно и директно, но институционалниот јазик и натаму останува неразберлив и затворен, како да не е наменет за нив. И покрај тоа, младите себе си се гледаат како иднина и двигател на промени. Но реалноста ги демантира. 40% сметаат дека нивниот глас воопшто не се слуша во процесот што одлучува за нивната иднина. Само 12% веруваат дека имаат вистинско влијание. Па логично се наметнува прашањето што се почесто се слуша меѓу младите. До кога во ходникот? До кога ќе веруваме во Европа, а ќе остануваме надвор од одлуките? До кога ќе бидеме иднина, без место во сегашноста? Поддршка постои, вредностите се прифатени, но без искрена комуникација, јасни информации и реално вклучување на младите, европската приказна ризикува да се претвори во уште едно долго чекање со затворена врата.